Вредноста на доларот достигна највисоко ниво во изминативе 14 години во однос на поголемите светски валути, откако американските федерални резерви ја зголемија клучната каматна стапка за четвртина процентен поен. Еврото падна за 1,2% во однос на доларот, што е најмалку од средината на март годинава, а пад на вредноста е забележан и кај кинескиот јуан. Инаку, зголемувањето на референтната каматна стапка, според оценката на председателката на Федералните резерви, Дженет Јелен, представува гласна доверба во солидноста на американското стопанство. In doing so, my colleagues and I are recognizing the considerable progress the economy has made toward our dual objectives of maximum employment and price stability. Ова е прво покачување на каматните стапки во Соединетите држави во изминатава една година, а второ од рекордно ниското ниво, близко нулата во последните 10 години. Јелен предпазливо говореше за очекувањата дека победата на Доналд Трамп на председателските избори ќе доведе до побрзо подигање на каматните стапки. Премногу е рано да се знае како тие мерки ќе се применат, изјави таа, мислејќи на ветувањата на Трамп за намалување на даноците на компаниите и зголемување на трошоците за инфраструктурата. Јелен изјави дека на стопанството не му е неопходен некаков економски потик од новата администрација и оти очекува на тамошно намалување на стапката на невработеност, која сега изнесува 4,6%. Економистите очекуваат во текот нидната година да има 3 зголемувања на каматната стапка, а не 2, како што беа досегашните проценти. Зголемувањето на каматната стапка според економистите е предизвик, но и можност за земјите во развој. Дейвид Долар, виш соработник за надворешна политика и глобална економија во институтот Брукингс, вели дека станува збор за добра вест и лоша вест за овие земји. The good news is a signal that the US economy is doing better, so the US will import more and that provides spillover benefits to our partners like China. On the other hand, the cost of capital is going up. So I think it Според Долар, сега може да се очекува и Кина да ги зголеми каматните стапки, што пак си носи своји одредени финансиски ризици. Сепак, како што оценува тој, нема потреба земјите во развој да страхуваат од можна финансиска криза, предизвикана од зголемувањето на каматните стапки.